На почеток веднаш да ви се извинам заради задоснувањето со почетокот на емисијата. За жал, таква е таа работа во живо кога се оди, има сериозни проблеми од време на време од технички аспект, имаме проблем мал од технички аспект кој што го решивме. Немаше да ме слушнете доколку почнавме и го решивме тој проблем. Се надевам дека добро ме слушате сега и дека ќе го реализираме и ова издание на Што мисли народот. Независно од тоа што малку подоцна започнуваме, за жал и нашиот гостин се уште го нема планирано и го очекуваме се уште да пристигне. Се надевам дека ќе дојде градоначалникот на општината Берово, господинот Драги Наџински, треба да е наш гостин, најавено, слушавте. Знаете дека тоа е една општина која што е карактеристична, како што своевремено беше општината Карвинци со состојба во која градоначалничката позиција е на ВМРО ДПМН, а мнозинството во Советот е на СДСМ, на опозицијата. И сето тоа придонесува до многу недоразбирања, до многу ситуации кои што ги кочат работите. Сте гледале многу и во нашите вести, во вестите на телевизија Стар, токму за оваа ситуација во Берово. И токму затоа, како што ви реков, ние се надеваме дека ќе стигне и градоначалникот на Берово да одговара на вашите прашања. На прашањето колку Берово губи поради кавгата на ВМРО, ДПМН и СДСМ. Или колку губи од политичките кавги. А ги има и последните ситуации се поврзани со нереализирањето и незапочнувањето на бизнис проектот, кој што бизнис планот на јавното претпријатие и услуга, со кој треба да се реши меѓу другото и прашањето на чиста вода за пиење за Ратево. И не е само оваа работа, значи во таква ситуација опозицијата си го користи моментот, се разбира, да го држи на некој начин во рака политичкиот противник, многу одлуки да зависат од неа, но дали од тоа губат граѓаните? Значи независно што градоначалникот Наџински се уште го нема, се надам дека ќе дојде ново кој не дојде, тоа не значи дека граѓаните на општината Берово не можат да се јават и да го кажат своето мислење за тоа дали тие сметаат дека политичката кавга им пречи на нив и ги кочи работите во општината. Дали можат да одат подобро работите доколку евентуално имаме ситуација во која поинакви ќе бидат состојбите во самата општина. Инаку сите имат свое мислење, секојаш има различни мислења. Јас се расправав малку, на пример, социјалдемократите обвинуваат дека градоначалникот Наџински уште од порано го пуштал тој систем во Ратево и можел и во меѓувреме да не свикува вонредна седница, туку сега да се реши тоа. Како и да е, проблемите се тука, се надам дека ќе имате расположение да разговарате. Добро вечер. Ало? Ало? Добро вечер. Добро вечер. Режија само во студиото тонот на нашиот гледач. Ало? Ало. Ало, добро вечер. Добро вечер. За жал, во студиото се надам дека ќе го добиеме скоро нашиот гледач, кој што се надам дека од Берово, дури да не е сите. Реков и минатиот пат кога ни гостуваше градоначалникот на Пехчево, овој регион, Малешевијата, е место каде што со кое се поврзани многу од жителите од источниот регион и од Штипи, од другите градови кои што имаат свој викенд кој таму, кој што се со потекло од таму и токму затоа интересно. А од друг аспект имаме Беровското езеро, имаме туристички комплекси кои што може да се искористат, а сите велат дека не се доволно искористени, што треба да се прави, што треба да имаме. И се разбира, ги имаме и тие ситуации на нерешени комунални проблеми во самите средини, таму кај што се живее, за да се разбира биде сето тоа на ниво на кое што треба. Значи, оние кои што одат таму и оние кои што живеат. Реков, последниот проблем е со водата во Ратево, каде што излезе на површина и нешто сосема друго, што очигледно укажува на една ситуација на нерешени проблеми и нереализиран бизнис план и пречистителна станица, онаа првата по течението на реката Брегалница. Да видиме, нашиот гледач, се надам дека имаше трпение да се задржи на линија. Реков, мали проблеми имаме, се надам ќе бидат решени. Тоа е тоа како што веќе ви кажав во живо. Ало, добро вечер. Го немаме се уште гледачот. Добро вечер. Ало, добро вечер. Ве слушам сега, повелете, се извинувам за малите технички проблеми. Повелете.
Ве слушам, повелете. Значи, во врска со проблемот за водоснабдување во село Ратево. Така. Да. Проблемот, ако сакаше градоначалникот да го реши, можеше да го реши со одлуката на Совет во 2011 година за заем од 580.000 евра, кои Советот му ги одобри и со приоритетна одлука ги изгласа за прво за почистителна станица на Беровско езеро, водоснабдување и почистителна станица во село Ратево и водоснабдување во село Двориште. Од 2011 година до сега ништо градоначалникот нема преземено, нема изготвени ни проекти уште. Да, ова е само еден пример. Да слушајте ме и говорете во слушалка. Ова е само еден пример. Дали овде има тоа дека опозицијата негативно влијае и ја кочи работата со и на етење или било што друго? Според вас, што губи општината заради тоа што така е ситуацијата во Советот, имате мнозинство на опозицијата, а на власт е ВМРО ДПМН? Па нема одлука која е за интерес на граѓаните која не е изгласува опозицијскиот совет. Меѓутоа, за градоначалникот да си ги исполнува партиските вработувања во ЈКПР услуга и во другите институции во општината, предизборните ивентувања, ние не сме согласни. Гледате ли решение на овој проблем и воопшто на цела... Значи, според вас нема проблем во поглед на минувањето на одлуките што се во интерес на граѓаните? Да. Овде гледате ли решение на овој проблем со оваа пречистителна станица и воопшто со водата? Па, сакаше на вонредната седница градоначалникот да ја протурка зголемување на цената на водата во Берово и на другите населени места, да измисли факт дека мора да се почитува бизнис планот на ЈКПР услуга во однос само на зголемување на цените, а не и ова дека мора да има максимално 73 вработени. Така, значи проблемите се во вработување, во зголемување на цената, а тие 580.000 евра од каде? Според вас? Тие се заем од Европска инвестициона банка кој Република Македонија ги има земено во 2010 година и на Берово беа распоредени 580.000 евра. И стојат неискористени, така? Па во документацијата која што ја покажа градоначалникот на самата седница стои дека му се вратени, дека не се изготвени проекти со кои треба да се добијат пари. Значи затоа не се одобрени. А не дека мора да се почитува бизнис планот. Значи тука се работи за заем, а не се работи за донација од швајцарската амбасада. Он обвинува дека швајцарската амбасада не дава да се земе кредит заради тоа што не се почитува бизнис планот на ЈКПР услуга. Така, јас се надам дека ќе се јават и други со размислување, други гледачи. Само да ја прашам кога сте веќе тука, вие сте од Берово, така? Да. Сега, гледате ли вие можности за Берово на вистина подобро да се живее во поглед на туризмот? Еве, јас последен пат кога доаѓав многумина ми кажува и ја видов таа патека која што се прави околу езерото Беровско. Сега на продажба е одмаралиштето, колку што знам, детско, може би малку повеќе за туризмот да се работи, но имам и јавувања, имаше дека не е решено и околу еколошкиот момент со сите тие објекти кои што се изградени околу Беровското езеро во врска со фекалии кои што одат со канализација со се. Значи, претходниот градоначалник, пред Маџински, така? Ја започна канализацијата и во голем дел е завршена на Беровско езеро, на викендите во Беровско езеро. Имаше направено и колектор. Меѓутоа, кога дојде Наџински, од тоа ништо нема продолжено веќе. И колекторот не работи, а и канализацијата останата таму кај што беше започната. И кога сме кај Беровско езеро, да ви кажам дека Советот даде виза за изградба на ски лифтови кои МЕПСО треба да ги гради на Беровското езеро. Значи не се кочи од страна на Советот развојот на општина Берово и развојот на туризмот во Берово. Така. Добро, благодарам на јавувањето и размислувањето, значи ова е ставот кој што покажува според нашиот гледач дека одлуките во Советот опозицијата не ги кочи, така барем кажува нашиот гледач, и дека станува збор за почитување на целиот бизнис план. Значи проблемот е во зголемувањето на цената за 25%, бројот на вработени во јавното комунално предпријатие и реализацијата на целиот тој бизнис план.
Сега штета што се уште значи има некаков проблем веројатно со тоа што го немаме градоначалникот, но се надам дека ќе се јават луѓе кои што ја застапуваат токму таа страна и да го слушнеме и тоа размислување, пак и градоначалникот доколку од било кои причини не успеал да тргне или да стигне, можеме и телефонски да го вклучиме слободно, нека се јави. А и сите останати од општина Берово ви повикувам со ваши размислувања околу тоа зголемување на цените, околу другите проблеми кои што ги имате, околу таа идеја дека навистина може Берово да стане туристичка мека во источниот регион. Имаме гледач. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Ве слушаме во слушалка, говорете, ве слушам. Ало, јавуваме со цело Ратово. Добро. Директно за водата се јавуваме. Што сме револтирани, ние стариот резервар, селото си го направи. Жени, мажи, сите копахме главната линија, дуро од првиот запад, од првиот резервар до селото и до куќите. Сите си го ние изградихме сами, а сега искаа Берово да ни го земат под Беровска, да не уклучат одбраната. Знаем, оти многу пари треба да се земат за таа вода и наџински, ако може да успее неки и зема. Преди 5 години имаше в селото конференција и се договорихме в резерваре да земат нова прочистителна станица да се прочистува водата. Така. Досега плаќавте ли вие за... Не го успеа, а са наџински јас го замолувам и го почитувам като човек. Да. Ако иска да ни тури вода од Беровската брана, нека ни направи и нов резервар. Така. Значи, ако ме слушате, дали станува збор за тоа дека оваа вода која што сега ја користите од овој систем кој што го имате не е чиста и затоа треба пречистителна станица и приклучување на водоводот на Берово. Дали нешто ќе ве чини вас лично тој момент на приклучување на нов Ние планираме Ние планираме селото 90% дека водата е чиста, само това е некој политички маркетинг. Така, добро, благодарам на јавувањето. Еве, значи, јавување и оттаму, овој проблем го знам, го имало на многу места во врска со изградбата на системите и потоа предавање на управување на јавните предпријатија. Но во секој случај, ако водата не е чиста, треба да се решат работите. Еве ја последниот прилог на телевизија Стар вака одеше, значи бизнис планот на Беровското јавно комунално заглави во партиските штабови. Ого пишуваше нашата Даниела Такјава од Берово. Беровските социјалдемократи сметаат дека не е потребно зголемување на цената на водата во Берово за 25% и на комуналните услуги за 130%. Туку промена на политиките на градоначалникот и на ВМРО ДПМН. Според социјалдемократите, од ова ништо не било реализирано, иако од 2009 година ВМРО ДПМН има власт во Берово да ги реализира останатите точки од бизнис планот. Според Наџински, реализацијата на бизнис планот била во рацете на управниот одбор на јавното комунално предпријатие Услуга, каде мнозинството го има членовите на СДСМ. Ќе продолжиме со прилогот понатаму. Прво, добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Во линија ќе сакам да бидам во телевизијска старт, ма не пушна во линија. Да, на програма сте, ве слушаме, повелете. Вака се, не сум македонка. Тука за гадењето, за вода сакам да разташеме. Тука се пива вода, многу гадна водата, сакаме тоа да го кажеме. Што ќе предето овој народ за оваа вода тука? Не знам што ќе кажат за водата тука. Се бидејќи ја беше болница, беше 25 дена, беше од водата тука. Значи не е чиста водата, така? Не е чиста, не е. Што очекувате, како да се реши тој проблем? Па не како да се реши, само нов филтер тука се стави, нова станица се стави и така нови цепки. Пречистителната станица да се стави, така? Да. Гледам дека советниците ве задолжиле, местната заедница задолжена да ги примени мерките за да се исчисти резерварот и да се хлорира водата. Да. Кој управува во моментот со тој систем? Тој систем само македонка. Од македонка. Да. Чекайте, од кај се јавувате вие? Од Срегојството, македонка се јавуваме ние. А, од тука? А, добро. Да, од Срегојството, да. Добро. Ве разбирам. Ова е веќе проблем сличен на сето тоа, имаме значи и во Штип нешто слично, но тоа е дел од благодарно на јавувањето. Тука е претерано гадна водата, не може да ја пиеш.
вареме вода па ја пиеме, а немаме пари тогаш да купуваме некој секој пат да купуваме вода да купуваме. Јасно ми е, често пати е поставувано ова прашање. Не знам зошто само некни не се јави никој кога беше гостин се извинувам, директорот на јавното предпријатие ИСР. Благодарам на јавувањето. Значи населбата Македонка, значи издвоен систем од оној на јавното предпријатие ИСР за водоснабдување и со самото тоа проблеми, штета што некни не се покрена ова прашање во петокот кога беше наш гостин господинот Ангел Бојаджиев, веројатно ќе одговореше на сето тоа, а се жалат луѓето дека имаат такви проблеми. Значи, ВМРО ДПМН и градоначалникот велат дека и во управниот одбор на јавното комунално предпријатие мнозинство е СДСМ и во советот мнозинство е СДСМ и дека затоа се кочат работици. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Ве слушам, повелете. Се јавуваме од Берово. Добро. Во врска со бизнис планот. Така. Ало? Околу вас нека го намали некој телевизорот да не ве буни бидејќи малку доцни звукот. Ало, еве, се јавуваме од Берово. Сакаме во врска со тој бизнис планот. Така. Сакаме да кажеме дека во бизнис планот не е само поскапувањето на водата, него во тој бизнис планот се содржат повеќе точки. Меѓу другото, намалување на загубата, дека околу 50% загубата на водата, проблеми со вработувањата партиски, кои се вработени од македонски шуми, се вработија уште некаде околу 90 бројот вработени. Исто така проблеми е со наплатата, каде се јавува наплата од некаде 70%. Факт е дека се знае дека на вработени директори, други нивни лица не се наплача водата. Во изборните кампањи се отпишуваат сметки во село Митрашинци, Будинарци, во Циганско мало се отпишувааше сметки за изборите, а исто така требаше сукцесивно да се зголемува 5% сека година на платата, а едно време и мнозинството во Советот го имаше ВМРО и тогаш за предизборна кампања не ја зголемија цената на водата. Зошто они тогаш не ја зголемија? Што беше проблем? Сакаме на сите овие прашања да одговори градоначалникот. Градоначалникот за жал се уште го нема, се надевам слуша, да ве прашам само една работа. Значи, овој бизнис план со сите тие точки е предуслов за да може да се добијат средствата и да се реализира. Значи бизнис планот е комуналното јавно предпријатие да работи рентабилно. Не може да работи рентабилно со 50 милиона загуба и со тие 25% ништо не се решава со поскапување на водата, бидејќи треба цело да се направи нова систематизација и структура, реорганизација на фирмата. Значи, практично, опозицијата инсистира на комплетно намалување на ако има партиски... Бизнис планот е, значи, комплетно нова да се направи реорганизација на фирмата за да може да работи рентабилно, а не само да се поскапи водата. Така, благодарам на јавувањето. Значи, поскапувањето на водата веројатно е, но дали, многу важно прашање е дали од тоа дали ќе се реализираат сите точки од бизнис планот, ќе имаме ситуација во која ќе бидат одобрени тие средства, бидејќи кој што каже еден од претходните гледачи, практично тие биле одобрени средства, ама неискористени. Може би токму заради нереализацијата на бизнис планот. Како и да е, значи како во ваква ситуација да се разграничи што е и наетење политичко, што е вистинска реакција во интерес на граѓаните. Факт е дека СДСМ вели едно, ВМРО ДПМН вели друго, граѓаните се уште немаат чиста вода за пиење. Тоа е тоа е ефектот од цела работа. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Ало? Ве слушаме, повелете. Дали ќе стигне градоначалникот? За жал немам најава, претпоставувам дека веќе досега што не дојде тешко. Немам најава, немам информација зошто, веројатно со објективни причини. Се надам дека се е во ред и дека некои објективни причини го спречиле градоначалникот. Да имам едно прашање. Во Берово и околината на Берово водата се плаќа многу. Сите граѓани да ја плаќаат. Нема, јас не знам фамилија или семејство што не плаќа вода за пиење.
Така? И како можно комуналното ЈПКР услуга да има загуби? Сакам да ми одговори на ова и поради што има загуби. Така, зошто има загуби предпријатието ако сите ја плаќаат водата, сакате да кажете? 70% наплата, кажа претходниот гледач. Јас мислам дека е 90, бидејќи нема во Берово фамилија што не плаќа вода. Така. Така, да ме слушнете само, значи, и сите останати кои што ќе се јавуваат евентуално од телевизорите да ги намалат да ме слушаат во слушалка и да ве прашам само, дали ова е најголемиот проблем во Берово? Што друго гледате како проблем во Берово? Ова очигледно е... Проблем во Берово, да ви кажам... Така? Не, најмалку е водата проблем, за некои може би е проблем, али најголем е белата чума во Македонија, исцелувањето на младите, бидејќи 99,5% се иселени младите. Тоа значи најголемиот проблем. И не можеме ние со туризам да живееме. Од туризам не се живее, треба работа, треба вработување, треба фирми да отворат, а не тоа што го прават да ни ги мачкаат очите. Така. Благодарам на јавувањето. Значи, според вас, и оваа тема околу иселувањето од Берово ја забележав на еден сајт. Берово денес имаше еден став на како беше Миле, како не се сеќавам на името и презимето, кој што и таму говори на темата кој е виновен, значи, нели, обвинувања политички кој е виновен за иселувањето и тој оди со ставови дека во времето на СДСМ започнало иселувањето и така натаму и така натаму. Кој е постар јајцето или кокошката? Реков, значи се согласувам со вашите размислувања, вие живеете таму и нормално е да имате свое размислување и очекувања, но ефектот од политичкото несогласување кај граѓаните тие трпат. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Слушав дека сакате да знаете дали парите ќе ги изгубиме, кредитот... Да, па се разбира како ќе влијае нереализирањето на бизнис планот на употребен, дали ќе се употребат средствата? Па, спомна првиот слушател уште. Нема врска кредитот со бизнис планот на ЈПКР услуга. Значи, во бизнис планот е изработен во заеднички со швајцарската амбасада, и во тој бизнис план е спомнато се Ратево како да се приклучи со вода, меѓутоа швајцарската амбасада од донациите ги изгради прочистителната станица за отпадни води и прочистителната станица за вода. Не е врзано бизнис планот заедно со кредитот кој треба да го земе. Значи ли тоа дека веќе може да го земе и да се работи? Па можеше уште 2011 година, меѓутоа градоначалникот ги губи изборите во село Ратево. Таму гласаат за опозицијата и он не сака да им го направи водовод. Добро, ова се прашање кои што ќе ги поставиме и ќе добиеме одговор, ќе го емитуваме во нашите информативни изданија, бидејќи еве не знам од која причина ќе ја дознаеме што и како е зошто градоначалникот не се појави. Ви благодарам за јавувањето, пријатно. А јас дознав, ете, од мои пријатели од Берово вели, во Берово и Беровско изборите се добиваат во селата. Не знам зошто, но ете така се размислува. И ова што го кажа еден наш гледач, значи ова е директен пример како политиката, несогласувањата можат да влијаат. Јас не би сакал да мислам дека некој градоначалник нема да работи, да прави нешта, да гради нешта во места кај што ги загубил изборите. Обратно, токму таму уште повеќе треба да работи, да прави, за да, бидејќи луѓето се очигледно незадоволни, па не гласаат. За да ги ја придобие нивната доверба, треба да работи уште повеќе, за да може да постигне такво нешто. Имаме гледач. Да, го чекаме гледачот, уште еден гледач да добиеме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Јас сум од Берово. Повелете. Вработен сум во ЈПКР услуга Берово. Вработени таму. Добро, како е според вас со тој аспект? Да ви кажа за директорот и за градоначалникот. Ајде. 3 месеца плата нема вземено. Прво, ова што го збори, зашто го нема градоначалникот да се изјави и на телевизијата? Некоја прави, некоја не партиски, јас не зборам партиски. Партиски не зборам. Директорот
на ЈПКР услуга, нека излезе со градоначалникот, а за пречистителна станица, швајцарска донација тачно. Работам на филтер станица, нека дојде. Борслија е 50 милиона. 5 милиона не знам баш колку е цифрата, не знам. На граѓаните, на вработените пари не дава ништо. Ги натерува овие со џубре што збираат да одат пред собрание да штрајкаат. Па он треба сам да си напусти, градоначалник да го истера од работа, бе. Не директоре го стави. Што мисли он? Так, добро, благодарам на увањето. Ова значи не добро. Добро, повелете. Не, слушай да ви кажам. Ве слушам. 3 месеца јас пари немам, денеска пратив детето 4 лева на вересија да земам од продавница, бе. Нека го чуе и директорот и градоначалникот. Колку вработени има? Пријатно. Колку вработени имате? Се исклучи гледачот, добро. Суеше се извинувам, значи, добро, тоа нема да го толерираме. 3 месеци, значи, не се земала плата. Значи, ова се размислувања на граѓаните, кои што ги земаме, се разбира, никој нема да говори нешто ако не го мачи, посебно последниот гледач, ако не земал 3 месеци плата, нема да го каже тоа. И очигледно дека, ако е политички проблемот, тоа е најголем греф кон граѓаните. Треба да се работи, има и други општини кај што има такви ситуации и функционираат нештата во интерес на граѓаните. Можно ли е кај нас политичките партии да работат во интерес на граѓаните? И можно ли е во ваква ситуација опозицијата во Берово да работи контра власта, но на штета на граѓаните? Дали не е во интерес на сите да се направат нешта, да се средат нештата? Реков, ова е само еден проблем, но горлив проблем, сигурно за жителите, да се нема вода за пиење. Тоа е лошо во ова време, во овие модерни времења. Во општина кај што вода имате колку сакате и која што се фали дека е меѓу најчистите еколошки. Добро вечер, повелете. Ало? Ве слушам, повелете. Ало, дали сме во програма? Да, во програма сте, повелете. Може да поставам прашање? Да, може. Значи, ме интересира дали по културно го поканивте градоначалникот на општина Берово, дали ви потврди за неговото присуство и да ви кажам дека оваа вечер се бира нов координатор на ВМРО ДПМН на општина Берово и мислам дека еден од неговите фаворити е отиден со него. Затоа не е пристан во вашето студио. Еден од неговите фаворити е? Е кандидат за координатор на ВМРО ДПМН општинска организација Берово. Ама предпоставам ова уште од петок е најавата, знаел сигурно дека така ќе биде. Добро, независно. Па побарајте го на телефон. Јас ви благодарам на информацијата, јас го повикав јавно, сигурно гледаат луѓе кои што го знаат и жал ми е што не е тука, но сите овие прашања кои што се поставени, зошто има толку загуби, зошто кредитот поврзан или нели, ќе му бидат поставени и се надевам дека ќе добиеме одговор, ќе го емитуваме во нашите вести. Значи, благодарам на јавувањето. Ева информација, значи се бира нов координатор. Мислам дека тоа однапред се знае. За жал, веројатно некое недоразбирање и се извинувам на гледачите што градоначалникот не е тука од негово име. Верувам дека и тој ќе има свое размислување и ќе го каже своето размислување. Режија, доколку немаме гледач, мислам дека е време да одиме со блок на реклами пред одјавата на емисијата, доколку се разбира се јават гледачи, ќе ги вклучиме пак, ќе имаме уште барем 5 минути за нив. Еве назад во студио. Во меѓувреме паузата ја имав можност да се слушнам со луѓе кои што денеска биле во друштво на господинот Наџински, на градоначалникот на Берово, кој што споменал дека денеска е оштив. Значи, верувам дека се објективни причините што градоначалникот денеска не е наш гостин и се надевам дека или во разговор кој што ќе го имаме за нашите вести, или пак во гостување во нареден термин кој ќе може сепак ќе го реализираме, затоа што се поставија многу прашања и затоа што добро е како прв човек на општината Берово да го имаме и да одговори на тие прашања, да слушнеме и таа страна. А верувам дека не е воопшто лесно како градоначалник, кај што политичките противници имаат мнозинство и можат ако сакаат. Не велам дека во ситуацијава е така, но можат ако сакаат да ви прават засечки, што ви рекле ние. Не е ни тоа така лесно. Но, ќе го слушаме тоа кој ќе имаме градоначалникот овде. Добро вечер, повелете. Не е ни тоа така лесно. Но, ќе го слушаме тоа кој ќе имаме градоначалникот. Добро вечер, повелете. Добро вечер.
Повелете. Дали сме во програма? Да, ве слушам. Слушате ли? Да. Се јавуваме од Берово. Зашто вие ромите ги малтретирате на границите? Ромите? Прво намалете го телевизорот и да ве прашам. Значи намалете го телевизорот, слушајте ме во слушалка. Намалено е. Е така. Ромите ли се малтретирани? Да. Како, во кој смисол, кажете? Сега видите. Јас се извинувам вака што ве прекинувам. Нема проблем. Значи, имаме ојдено за Германија, преку Кумановска граница. Ромите се малтретирани во оваа граница, не пушта никој. Добро, ова е очигледно оној случај околу заострените мерки, Шенген и така натаму. Тие заострени мерки на земјите кои што не сакаат да се бара азил кај ни се повеќе и повеќе. Битно е во ситуацијава дали сте имале се што треба за да заминете во странство и токму затоа за жал не можеме да говориме. Имавме емисија во која што гостуваше Јанди Бајрам, гостува и други представници на политички представници на ромите и одговара на тие прашања. Се надам дека ќе имаме можности и пак да говориме на сличнава тема. Режија, немаме гледаш така? Имаме гледаш. Добро вечер. Добро вечер, Тони. Добро вечер, Македонска каменица. Јавам од Македонска каменица. Ајде, како? Прашањето е зошто опозицијата го блокира границови. Наравно, од оваа опозиција не мисли ни за Берово, ни за источниот дел, што сакам да кажам. Ако опозицијата него Тони блокира границови, блокира ги сите граѓани. Јас се надевам дека Берово ќе стане попова шапка. А источниот крај да одиме во Берово и на скијање, и на зимување, и на летување. Се надевам јас искрено да ви кажам. Најискрено се надевам јас, бидејќи на вистина местото е обсипано со убавина. Септо и тоа се чудам на опозицијата што сака да го уништи Берово. Дали е така? Берово го уништува. Сакам тоа да го кажам. Дали е така, затоа што дали има вистина во ова што го се јавува гледачи кои што беа очигледно од таа провиненција политичка и велат дека не е така како што се кажува, дека тие бара да се реализира целиот план. А ја не верувам тоа дека партиски работи градоначалник, не знам од тони, али тоа си нину, јас како нашиот градоначалник во Македонска каменица, прво кај губеше, таму направи патиште и се ги направи патиштата таму, без разлика, јас ти загубил. Не, тоа не го верувам. Нашиот градоначалник во Македонска каменица ги изгради патиштата кај губеше, во село Тодорице губеше. Ги изгради сите патишта таму, до сите мала. И сакам и да ги поздравам беровци што имаат индустријска зона отворена. Така, тоа не го спомнав, но ќе имаат сега, да. Да се наоѓаат младите, а дали опозицијата ги гони тони младите, па ги гони со овате, со блокирање на границални без работа, со овие зоните што се прават индустријски. А Берово доби индустријска зона, еве, дом ќе добие. Камо да има ефект од неа, дај Боже да има вработување, тогаш ќе биде добро. Вработување бе тони да има, што бара тони вода една, вода тај, вода она, вода мора да има за сите, али и треба да се плаќа и да се направат пречистителни станици. Али јас верувам, без опозицијата треба да се свести да му помага на границалник, па да веруваат во опозицијата, а не да ги покажуваат со прста идните генерации, еве овие го расипаа Берово, овие расипаа Македонска каменица. Па не може тоа, брате, тоа ни најблиско. Јас велам пак тони да стане попова шапка, да идеме на летување, да идеме на зимување, да има се во Берово, се има, само уште луѓе треба. Така, благодарам на јавувањето. Колку што јас разбрав од јавувањата, значи од опозицијата вела дека те инсистираат да се реализира комплетно планот, значи вела дека има превработувања, партиски вработувања, зашто има долгови на предпријатието, додека од власта ставот е дека треба да се направи пречистителната станица и претпоставувам дека овде има разидување.
пак политиката е во игра, секој со своите ставови. Се надам дека ќе се излезе од тој магистрален круг. Во случајов е само водата во селото Ратево. Но очигледно дека сите поголеми одлуки во општината во ваква ситуација ќе одат во таа насока, во на некој начин блокирање. Не велам дека некој е во право, не велам дека опозицијата е во право или власта е во право. Затоа реков, се надевам дека градоначалникот Наџински сепак во наредна прилика ќе го имаме и ќе разговараме и од негов аспект на целата оваа тема, како тој се соочува со неа. Но мора да се каже, реков и споменав, општината Карвинци е таа која што е во слична ситуација, беше порано и во сосема иста, мнозинството го имаше советот. Сега практично, знаете, на изборите имаше 4 советници од ВМРО-ДПМНЕ, 4 од опозицијата, 1 од партија на турците, така некако беше. И тој беше лево-десно, ваму-таму, но полека, но сигурно си остана како независен. А одлуките се донесуваат едногласно. Значи, нашле начин, на некој начин, и покри политичките разлики, луѓето да работат на доброто на граѓаните. Се надам дека и го имаат граѓаните доброто. Значи, има различни примери, слушнавме интересни размислувања од Берово, луѓето кои што живеат таму. Во право е нашиот гледач од Каменица кој што кажа дека да, има капацитети во Берово и треба да се развива во таа насока. Има уште многу други работи кои што, например, треба да се дискутираат. Беровското езеро, колекторскиот систем, викенд на селбите, одморалиштето кое што сега треба да се дадено е на продажба, може би некој ќе го направи, близу е до Аурора, кај што еден комплекс одличен ќе биде. Тој нов граничен премиер кој што се најавува, меѓутоа треба да се работи во интерес на граѓаните. Едните и другите да заборават на партиските интереси, да работат во интерес на граѓаните. И баш се сетив, своевремено и како фудбалски клуб имаше со голема традиција од Берово Малеш, го нема никаде. Значи, сите тие работи треба да се стават, но без политичка позадина, да се види дали може да оди Берово нанапред. И освен тоа, ако навистина има можност да се земат средства да се реши проблемот на жителите на едно село, било кое, не да е ратово прашање, и да имаме чиста вода за пиење, уште како треба тоа да се реши и да се заборави на партиските интереси. Се извинувам уште еднаш што поминавме без гостин, веројатно се објективни причините, ќе ги дознаеме, ќе ви информираме, доколку имаме можност да го реализираме тоа гостување во некоја од наредните емисии, сигурно ќе го сториме тоа. Благодарам на соработката на Беровци и на сите оние кои што не гледа. Се гледаме утре со ново издание на Што мисли народот, посветено на пензионерите, пензионерската организација во Штип, престојните избори таму и многуте кандидатури за првата пензионерска позиција во Штип. Имате пријатна вечер.